Присутно е повторно враќање кон црквата. Претходниот систем не дозволуваше пропаганда на црквата, не го одобруваше верувањето во Бога. Основното нешто што го имаме ни е верата. Неа ја носиме во срцата. Таа е длабока и интимна. Дали овој убав крст што го носите е демонстрација на вашата вера или пак го носите за мода? Не, го носам ни за мода, ни како демонстрација. Го носам поради тоа што верувам. Тоа е мој символ. Вака ги изразувате своите религиозни убедувања? Не сакам никому да ги покажувам. Некогаш го носам однадвор, некогаш внатре. Тоа не е важно, има луѓе фанатици, тоа е погрешно. Историјата кажува дека многу луѓе умреле во името на Христа и црквата. Јас не верувам во тоа. Не верувам во насилство и убивање. Не верувам во лошите работи што ги прави човекот. Don't believe in killing. Don't believe in bad things men can do. I'm proud to be Macedonian. Се гордеам што сум македонец. Ова е историска шанса да се разреши прашањето за Балканот, не само за Македонија и за Балканот, туку и за светот. Ако Европа не ја признае Македонија, ќе се јават апетити за уништување и разделување. Но верувајте, Европа не разбира едно нешто за оваа земја. Овие мирни луѓе можат немо да трпат, се додека не се преполни чашата. Тогаш ќе се пролее многу крв, но не сакам да зборувам за војна. Не верувам во војна и не верувам. Попладнево се сретнавме в црква, а сега во диско. Дали е тоа истиот човек? Да, истиот сум. Сосема ист. Традицијата наложува во црквата да се почитува моралот, но и во црква, и во диско, каде што работам, длабоко во себе го носам истото чувство. Радоста, веселоста. Ја сакам оваа работа. Сакам весели луѓе. Сакам кога тие играат. И самите го гледате тоа. Недалеко од овде, на околу 300 километри се води војна. Умираат луѓе. Не знам. Сите луѓе овде знаат што се случува во Југославија. Се плашат војната да не се прошири во овие краишта. Се однесуваме како што треба да се однесуваме. Ја вршиме нашата работа, го чуваме мирот, го правиме она што треба да го правиме. Фактот што војната може би е и пред нашиот прак предизвикува длабока огорченост. Има една песна, цела Југославија игра рок-н-рол и сите ја пеат во Хрватска, во Србија, во Словенија. Беше многу популарна во Југославија пред неколку години. Се уште се пеат тие песни.
Им се допаѓаат на луѓето. А тоа кажува нешто дека во минатото не живеевме толку лошо. Но нешто чудно влезе во нашите срце, станавме агресивни. Мои поранешни пријатели од Белград и Загреб стануваат националисти. Се слушаме по телефон. Тоа не се истите луѓе. Војната ги менува луѓето на полошо.